Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во четврточното издание на За или против вечерва. Ваш домаќин сум јас, Искра Коровешовска. Две работи ни станаа со сигурност јасни по денот завршен на конститутивната седница. Првата е дека одамна немаме видено ваква почетна позиција стабилна на пратенички состав во законодавниот дом, а втората е дека со оглед на мощно интересната, разновидна, жестока и тензична дебата уште на самата конститутивна седница, ни е јасно дека ќе биде можеби еден од најгледаните телевизиски канали собранискиот во периодот што предстои. Вечерва веќе ви е горе-долу јасно, зборуваме на тема кои се приоритетите, што се најпрвите точки на кои ќе се држи и ќе ги сработи парламентарниот состав, новото собрание и дали уставните измени се меѓу нив, како и низа други прашања кои што вечерва ќе ги поставам на мојата гостинка, исклучителен соговорник, пратеничката на ВМРО ДПМН Дафина Стојановска. Добро вечер и добро дојдовте. Добра вечер, благодарам за поканата, секогаш ми е чест да бидам ваша гостинка. Стојановска, ајде веднаш на тема она кое што најмногу ги разбуди, ако не медиумските информативни изданија, наречеме социјалните мрежи, и она кое што беше најприсутно беше дебатата меѓу пратениците на левица, нивните жестоки напади и би рекла па дури на моменти и сериозно вулгарни термини, така натаму, начинот на кој што репликите и контрарепликите се одвива во рамките на конститутивната седница, се однесуваа прво на изборот на Африм Гаши за собраниски спикер или председател на собранието, а и понатаму на неговото првично браќање на албански јазик наместо на македонски, односно наместо обратно од она што тој го направи. Ајде вас да ве чујам веднаш во врска како првична реакција во врска со овие две работи. Два впечатока кои во јавноста постојат по конститутивната седница. Така, конститутивната седница нели беше пред 2 дена и заврши во истиот ден. Од левица ништо неочекувано на што ни го прикажа на првата конститутивна седница. Обидот да се направи некаков вид на бунило помеѓу јавноста во Република Македонија, чии што режисери се ДУИ и СДСМ, а изведувачи или подизведувачи пратениците на левица. Нивната циркузијада во парламентот траеше колку што тоа им го дозволуваше времето и да, сега тие се нели најголеми мајстори за окупација на социјалните мрежи, но жалам што не се сочија со фактот дека лајк на социјална мрежа не значи глас на регуларни избори. Со тоа веројатно треба време за да се соочат, иако имаат сега можност за пратеничка група, бидејќи се 6 пратеници, сепак тоа беше многу ефтино, многу популистички, луѓе на кои што во времето кога ВМРО ДПМН работеше на тоа, на конечно и заврши со понуда за македонско национално обединување, одбија. Претпоставувам тогаш организираа посета на споменик, како што беа нели на споменикот на Енвер Хоџа во Албанија, луѓе кои што сакаат да испровоцираат нешто, велам инсталирани, дебело платени за тоа. Може би надградени со уште 4 пратеници во собранието, но за жал тоа беше ефтин популизам кој што велам може би се обидуваат да направат бунило кај граѓаните на Република Македонија, но еве од временска дистанца на веќе втор ден после завршената конститутивна седница можам да кажам и силно верувам и гледам дека во Република Македонија има граѓани кои што не подклекнуваат на вакви ефтини провокации и граѓани кои што ја дадоа најголемата поддршка за ВМРО ДПМН, патем падна во вода и сите обвинувања дека ВМРО ДПМН е албанофобна партија и дека ВМРО ДПМН е антиевропска партија. Сето тоа падна во вода уште на конститутивната седница, начинот на функционирање, претпоставувам дека ова беше првиот максимум кој што можеше да го извлечи левица со овој состав, бидејќи откако ќе започне собранието да функционира, една од првите задачи е нели изгласување на влада и премиер на таа влада, се ќе биде веќе завршена приказна, ќе се започне со конкретна реализација на единствената платформа позади која што ВМРО ДПМН не стои, а таа е платформата 1198. Таа ќе започне да се реализира од денот кога ќе го имаме Христијан Мицкоски за премиер, заедно со останатите министри, така да се во ова ќе падне во вода сите обвинувања, сите лажни кревања на паника паѓаат во вода за многу скоро време.
Да, отприлика крајниот рок е 20 Средина на јуни. јуни би требало, да. Се очекува новиот владин состав, начело со мандатарот Мицкоски. СДСМ беа прилично тивки на речиси безчуени на оваа конститутивна седница, но потоа нивната реторика се движи во насока на тоа дека, на пример, Костадиновска Стојчевска или Дарко Каевски ќе речат дека Мицкоски треба да објасни како ВМРО ДПМН со 58 пратеници дозволи председател на собрание да добие партија со 2 пратеника. Тие имаат најмалку кредибилитет да зборуваат за тоа. Впрочем, жална беше сликата да се гледаат во парламентот, ако овие циркузанти ве изигруваа некој перформанс во собрание, како инсталирани и платени за тоа. На друга страна ги имавме пратениците на СДСМ кои што беа кукли без уста или пратениците на ДУИ кои што си заминаа. Зошто тоа го прават? Затоа што и едните и другите, барем верувам дека се свесни дека било што да кажеа на оваа конститутивна седница, ќе беше дека сами себе си противречат. Спомнав за платформата дека единствена платформа позади која што стоиме е платформа 1198, за разлика од оние на СДСМ кои што нели без да и кажат на јавноста договориле нели во еден дел добро ја спроведоа тиранската платформа. Тоа беше проект поради кој што коалицираа со ДУИ и ги видовме нивните обиди, впрочем имаа 7 години за да покажат дека имаат честни намери. Нивните нечестни коалиции, нивните нечестни прегрупирања во овој парламентарен состав, чисто мандат заврши пред 2 дена за одржување на некаква си влада, некакво си мнозинство. Јас мислам нема пратеник освен ВМРО, ДПМН и Левица кој што не влезе и не излезе од влада, само говорат за тоа дека нивните намери беа апсолутно нечестни, но велам, ова е нивни обид за можеби едновременско, но кратко ќе трае оддалечување од одговорност пред правдата. Свесни се дека треба да одговараат за правдата, а по однос на нивните реакции кои што се задоцнати, бидејќи реакција е официјално само пред микрофонот собраниски, не позади или од публика да реагирате. Добро би било легалистката Костадиновска Стојчевска во случајов да се запраша зошто на пример не реагира или не поднесе една преставка за она што го говореше зеде збор пратеникот Талат Џафери. Каде е тука легализмот? Или пратениците на СДСМ имаат храброст да реагираат само кога се однесува за пратеници албанци кои што не се представници на пратеничка група на ДУИ, беа безгласна буква 7 години, така што сега апсолутно немаат право. Бидејќи не видов реакција во однос на тоа што Талат Џафери го кажа, очекувам институциите да реагираат и впрочем не знам дали вчерашниот и денешниот ден Талат Џафери го помина во влада или чека да се закаже некоја активност во собранието. Тоа е нивна... Имам прашање за тоа, односно конкретно, може би уште по-конкретно прашање за следен чекор, но сакам овде уште малку. Можам ли тогаш да заклучам дека, со оглед и на тоа што во јавноста не ескалираше оваа етничка тензија што се обидоа да ја предизвикаат, баш заради тоа што на луѓето имено име прекуглава од меѓуетнички наметнати тензии и прашања. И на албанци и на македонци подеднакво. Затоа сведочам, бидејќи еве бев носителка на 6-та изборна единица, значи тие времиња поминаа кога се можеше народот да се подпалува на меѓуетнички теми. Сега народот од власта која што е на повидок очекува реализација, криминал да се сузбие и покренување на економијата, затоа што најголем горлив проблем е животниот стандард на граѓаните, а тоа не се случува на конститутивна седница, туку се случува како ќе се формира владата. Затоа велам ова е еден облак кој што провокациите од овој тип нема да ги интересира новиот владин состав, едноставно ќе си тераат и ќе си работат во насока. И обвинувањата дека сме албанофобија апсолутно паднаа во вода, затоа што колегата господинот председателот на собрание Африм Гаши е граѓанин на Република Македонија, жител на Скопје, како пратеник во собранието делуваше како што делуваше, како лидер на партија исто така, но пред да стане председател, пред да се поднесе неговата кандидатура, нели, согласно членот 67 од Уставот на Република Македонија си подносе оставка од сите партиски функции, така што апсолутно рано е за ние пред време да предвидуваме некакви си сценарија и тоа да доаѓаат од луѓе за кои што се мајстори за сценарија смислени, скриени, реализација нивна и така натаму. 7 години беа апсолутно доволно време да покажат дека навистина мислат за граѓаните на Република Македонија, а кажав, граѓаните на Република Македонија не сакаат етнички поделби по ниту еден основ, сакаат конечно оваа држава да тргне по вистинскиот пат. Тие има едно време и лого, мислам, на избори
прав пат, не знам каков, за жал патот им заврши во ќорсокак, допрва ќе следи она што ќе следи, од тоа нормално дека се уплашени, затоа едните ќе бидат безгласни, другите ќе излегуваат од сала, а третите веќе го користат медиумскиот простор, бидејќи само за тоа се способни. Имавме двајца пратеници во минатиот состав, кои што во собрание апсолутно ништо не поднесоа, што е, би рекла, еве, согласно еден универзитетски професор по право, може би сега го користи отсуството на Гордана Силјановска-Давкова како пратеничка и експерт по уставно право, но ви велам и тврдам дека тоа ќе биде само еве на оваа седница на дел од комисиите. Мислам дека според бројот на пратеници немаат ни право да членуваат, бидејќи нели имаше реакции зашто не членувале во верификационата комисија, нели имаше обвинувања и во тој дел, така да се ќе падне во вода за многу скоро време. Ајде да заокружиме како падна изборот на Африм Гаши за да биде претседател на собранието? Значи, како што и објавивме, коалицијата за формирање на една влада и ние и во самата изборна кампања кажувавме дека нашите намери се да коалицираме со албанската опозиција. Освоивме најголем број на пратеници, 58 мандати, со тоа имаме право апсолутно да го избираме коалициониот партнер во владата. Одлучивме тоа да бидат и албанската опозиција, во преговори сме нели и со движењето Знам. Веќе и пред крај се можеби преговорите, имаше брифинг во јавноста за тоа кои ресори на која политичка опција се доделени, така што апсолутно не гледам, а најмалку би требало да реагираат луѓе од СДСМ и од ДУИ, затоа што колегата или пратеникот Африм Гаши е предложен за председател на собрание, апсолутно легитимно, апсолутно демократски, тоа е договор помеѓу коалицијата и апсолутно потврда дека не сме албанофобна партија. Ние водевме кампања во текот на минатата година која што носеше назив Македонија за сите луѓе или за сите граѓани, а сега велевме Македонија повторно твоја, мислејќи Македонија да биде на секој еден граѓанин кој што сака во оваа држава да има ред и поредок, а не хаос. Хаосот го продуцира овие луѓе и впрочем ова што се случи на оваа конститутивна седница можам да кажам дека е продукт на нивните нечесни функционирања во текот на мандатите кои што ги има, мислејќи на Преспанскиот договор, мислејќи и на Бугарскиот договор, мислејќи и на законот за двојазичност, јас го велев, а тој беше закон за употреба на јазиците, така да сето ова е нивни продукт и апсолутно немаат право да реагираат, освенете ги нареков храбрите од левица кои што се дрзна само со намера да го искористат медиумскиот простор, но мислам дека тоа не им успева освен по социјалните мрежи. Тука и не треба да се заборави фактот дека практично како мнозинска формално-правна партија во минатиот владин состав, кој сега заминува, се однесува малцински, бидејќи малцинската во случајот ДУИ апсолутно е презема власт. Коментираат само тоа што им одговара, но и во тој дел би рекла резервирано, бидејќи знаат дека во добар дел бумеранг сами на себе ќе си испратат резервирано, така да апсолутно не држи обвинувањето затоа што Африм Гаши е предложен од најголемата партија во парламентот, а основано на коалицијата која што објавивме, која што е во тек, коалиција ќе бидеме и во влада, така да не слушнав на пример коментар ете како што споменавте вие Искра за поделбата на ресорите. Зборувам бројчано, а после ќе увиди јавноста и во однос на квалитетот и соодветноста, капацитетот и слично, така да е ова само еден празен простор кој што пак ќе кажам сметам дека невешто го искористија во собранието, туку потоа во медиумски настапи, тоа исто многу зборува. Повикав нека реагираат на изјавата на Талат Џафери или нека проверат се уште институциите се во нивни раце каде Талат Џафери денес и вчера беше на работа и дали тоа не е противуставно. Едноставно е недозволиво најголемите уставо кршачи да ви говорат за устав. Јас не велам дека треба да се продолжи таа пракса и да се повикуваме на претходниците, како што тоа тие 7 години го правеа, немајќи што да кажат, велеа се повикуваа на владењето на ВМРО ДПМН. Значи, владењето и на тоа ВМРО ДПМН и на СДСМ и комбинацијата е минато. Започнуваме со нова ера, со ново поглавје за Република Македонија, кое што ќе значи задоволство апсолутно на сите граѓани, без разлика на национална припадност. Да, луѓето затоа и ја направија промената, гласачите покажа јасно што сакаат. Ја добивме довербата, следува сега и на дело да ја докаже. Го споменавте Џафери, одлична најава за следната тема на дискусија, тоа е токму тој противуставно или го крши уставот, го крши изборниот законник, останувајќи истовремено на позицијата технички премиер свесно,
изјавувајќи го истото, паралелно со пратеничкиот мандат кој што го добива, апсолутно кршење на уставот и на изборниот законник. Во овој момент што може собранието и дали воопшто нешто може да направи? Ве прашувам бидејќи не сум правник и не знам. Во случај да не може, ќе биде ли санкциониран за ова што го прави паралелно, кршејќи ги највисокиот акт и изборниот законник по промената на власт? Јас исто искрено не сум правничка, но од она што ете моите скромни познавања, ете долгогодишно функционирање во парламентот, сметам дека тука има една институција која што се нарекува Уставен суд, која што треба да реагира без разлика дали има преставка или нема преставка, а конечно сметам дека тука и МВР. Сега, знаете, не може во МВР техничкиот министер, бидејќи завршија изборите, веќе да не е на функција, а неговиот заменик да биде, а ваму во премиерското столче каде што имаме заменици премиери, премиерот да се однесува диво и да ви вели паралелно тој ќе функционира ли како премиер и како пратеник, тоа апсолутно не држи, апсолутно е противуставно. Манифестација на моки во последните денови. Точно, да. Може би е и некоја провокација, но јас се надевам дека соодветните институции ќе реагираат, ако не, оние кои што ќе дојдат секако дека ќе санкционираат многу прекршувања на Устав, многу прекршувања на законот за двојазичност. Јас не ги видов колегите од СДСМ да реагираат кога Талат Џафери ја представуваше Македонија надвор од нашите граници, говорејќи на албански јазик. Така да не може да бидат гласни тие кои што најмногу го кршеа и уставот и законите, и ако велат дека ние како ВМРО ДПМН сме биле против тоа Талат Џафери да бил председател на собрание, сме биле против тоа оној пат во 2017. Начинот кој што беше избран. Начинот, ние и ден денес го немаме записникот на усвојување или на увид. До пред 2 години ги имаше видео снимките на веб страницата, сега ни нив ги нема, така што тоа ќе остане една дамка која што колку и да сакаат да избришат може би од собраниска архива, може би од медиуми и слично, од колективната меморија никогаш нема да избрешат, така да ВМРО ДПМН нема да потклекне на овие провокации. ВМРО ДПМН пред себе има задача, која што ја добил од мнозинството граѓани во Република Македонија, која што допрва ќе отпочне да реализира. Ке го искористам и споменувањето од ваша страна на Уставниот суд за следново прашање, иако ми беше испланирано по сценарио малку подолу, да треба да реагира на Уставниот суд, де факто е во состојба каква што е сега. Денеска не успеа да се избера наследник практично. 4 пати, колку што прочитав, 4 гласања, измеѓу лобирања и слично, но неуспешен е денешниот обид за наследник на Добрила Кацарска. Мислите дека има тука повторно некакви политички притисоци кои го невозможуваат, или мислите дека овој пат е само процедурална? Па можам да предпоставам, знаејќи кои луѓе се во прашање, но сепак охрабрувам поединци, како што нели во последниот период самите излегува на виделина од многу поединци кои што во претходниот период биле на страната на СДСМ и ДУИ, да излезат на виделина и притисоци доколку се во прашање закани, уцени и слично, но сепак мора да има разрешница. Ние за жал имаме такви закони кои што може различно да се толкуваат за ист повод, но сепак мора да има разрешница. Нели во делот од нашата програма Платформа 1198 беше дека треба да се направи една законска реформа токму на овој дел од системот, така да може би ви кажав уште еднаш, ќе се навратам, го користат овој вакуум простор, да речем, до конечно отпочнување со работа на новата влада предводена од Христијан Мицкоски, но се до тоа им паѓа во вода. Мора да има решение за секој проблем, без разлика кој со каква намера го продуцирал. Намерите на СДСМ и на ДУИ се апсолутно нечесни, кај нив сега владее паника од одговорност и треба да владее, но никој кој што направил и мала и голема грешка нема да биде поштеден, и по однос на тоа да не испадне дека го избегнав во првиот дел за давањето заклетва нели на Африм Гаши. Да, ова е можеби прв случај, јас исто така не сум правничка, но не видов некој во медиумите да даде акцент на тоа дека Африм Гаши, кога седна на столчето откако го изгласавме, прво ни се обрати на македонски јазик и кажа дека ќе се симне доле од говорница да го каже неговиот говор, прв како спикер на собранието, и кога заврши говорот се
ја затвори седницата, исто така на македонски јазик. Сега делот каде што имавме конститутивна седница која што ја водеше најстарата пратеничка, тоа беше Мерита Колчико-Џаџико колешката, на која што сето она што таа го кажа од спикерското столче и беше како материјал подготвено од службите. Можеби затоа и СДСМ калкулира и молча, бидејќи знаеме кои се службите кои што го прават протоколот, сценариото и документите кои што ги даваат. Апсолутно не се согласувам дека требаше заклетвата прво да се прочита на албански јазик. Ова е Република Македонија, според законите јазикот е македонски, но сепак ќе кажам, затоа има институции кои што треба да го проверат, да кажат дали е сгрешено, кој е виновникот, дали затоа ќе следуваат санкции, но верувам дека нема да има втор пат кога ова ќе се случи, бидејќи сметам дека ниту една грешка, како што кажав, мала, голема, намерна или ненамерна, ова ВМРО ДПМН нема да ја толерира. Ви благодарам што го дополнивте првото прашање. И уште едно на тема Уставен суд. Добрила Кацарска, пошто ќе паметите? Па Добрила Кацарска веќе е светски позната по случајот со обвинетите за 27 април, но за жал корумпираната власт СДСМ и ДУИ ја награди за тој случај, нели стана уставна судика, па дури и председателка на Уставниот суд. Имаше обид и Љубомир Јовески како државен јавен обвинител да стане уставен судија, но ете пред крајот на мандатот, како што кажав, почнуваат сами меѓу себе да им пукаат шевовите, па испадна да го тргнат од кандидатура Љубомир Јовески, така да ќе ја паметиме само по лоши работи, по човек чија што должност и обврска беше да ги почитува законите и уставот на Република Македонија, апсолутно тоа не го правеше, така да она што сега и завршува мандатот како председателка на Уставниот суд, не значи дека утре нема да следува одговорност за сето она што го приреди, особено за оние неправедно обвинети и осудени за 27 април. Тоа е класичен политички реваншизам, класично дело кое што веќе во Соединетите Американски за неколку години се посочува како пример за како не треба да се носи судска пресуда. И во Шведска имавме случај каде што не се екстрадира оној обвинетиот од случајот. Да, но е предмет ми се чини во тамошните. Да, затоа велам хаосот кој што тие го приредија, сега продукт на тоа е ова што се случи на конститутивната, но кратко ќе трае. Се тоа е резултат на хаосот кој што тие го воведува во држава изминатите 7 години. И уште еден впечаток деновиве актуелен, како што наближува периодот за формирање на новиот владин состав, е дека еве сега ќе видите како ќе се случат промените на уставот. Не дека ова не беше тема и во рамките на политичката кампања, сите тие од прилика безмалку месец дена, кога беа наметнати убити, имаше анализи, имаше и експерти блиски до власта кои беа прилично сигурни дека една од првите работи кои ќе се случат во рамки на новиот парламентарен состав се уставните измени за внесување на бугарите. Да. Па интересно е, например, како тоа луѓето го тврдат. Ако сме имале намера да се случат уставни измени, ние имавме можност тоа да го направиме со нашата пратеничка група од овој 10-тиот состав чиј што мандат заврши, бидејќи фалеа бројчано пратеници од нашата пратеничка група кои што ќе гласа, така да не знам тие луѓе со која логика и со која свест мислат дека прв чекор ќе бидат уставни измени под ваков диктат. Ако беше за такви уставни измени, ние имавме можност, можеме уште на 18 август, мислам дека беше гласањето за приоѓање на промена на устав, ќе гласавме, работата ќе беше завршена. Значи, воопшто не следат, воопшто не се свесни дека стоиме зад кажаното, така да уставни измени во вакви околности со бугарски диктат, каде што е дадена на пазар македонската историја и македонскиот идентитет, апсолутно нема да се случат. Не на почетокот, туку и до крајот мандатот. Наша задача е, како што кажавме, платформата 1198 има три столба врз кои што се темели. Наша цел е подигнување на економијата, евроинтеграцијскиот пат и жестока борба со криминалот и корупцијата. Второ што треба да го напоменам, многу скоро, да не речам во месецов кога треба да се формира нашата влада, се случуваат промени на европско ниво. Имаме избори за Европарламентот. Во септември следуваат избори за председател на Соединетите Американски држави. Така да следуваат промени на глобално ниво, кои што апсолутно
не значат дека во Македонија ќе се случат уставни измени под бугарски диктат. Додека Бугарија не го смени односот, третманот спрема македонскиот народ, спрема македонската држава, уставни измени нема да се случат. Ние на почеток започнуваме со она што сме го ветиле во платформата 1198, каде што апсолутно не бегаме од темата евроинтеграција, напротив, но за нас евроинтеграцијскиот пат значи соочување со криминалот и корупцијата, правна држава во која што ќе има ред и поредок, економски силна држава и конечно држава која што ќе има министер за надворешни работи, председател на држава, веќе го имаме како председател кој што ќе водат политика во интерес на граѓаните на Република Македонија. И затоа во делот, бидејќи со овој бугарски диктат, точно е чепнато македонското национално битисување. Затоа повикавме на македонско национално единство. Другата тема е граѓанско обединување, кога ќе се работи за теми кои што ја опфаќаат цела популација во Република Македонија. Не знам што не е јасно и автоматски затоа велам изборот, предлогот Африм Гаши да биде председател на собрание апсолутно им ги нурка во вода сите нивни тези дека заклучокот е дека не им е јасно или не сакаат да им биде јасно оние кои сакаат да изгубија ја матат јавноста, бистрата јасно си вода, кажа што мисли. водата е многу бистра после 11 мај. Имаме 58 пратеници, идеална стартна позиција како што кажавте и вие. Процентот во собрание ни дава негде 40, над 48% наше присуство по собраниските комисии, што не значи, многу пати имам кажано, апсолутна моќ и власт, туку апсолутна одговорност. Да, така е, тоа е. И затоа добро е велам ја матат водата се периодов нагласува. додека почне да работи владата на Република Македонија, тогаш ќе видат граѓаните дали ВМРО ДПМН капитулирало, дали воведува Косовска платформа или не знам како, кажав Африм Гаши е граѓанин, жител на Република Македонија, човек кој што се тргна од партиските функции, така да нема потреба да зборуваме за нешто што ќе биде. Овие луѓе кои што сега напаѓаат треба да одговараат за она досега што било, а ние сме тие да ги потсетуваме, а од утре институциите да ги поттикнуваме, да ги следиме дека ќе работат согласно закон и устави. Ги апсолвиравме и ги објаснивте впечатоците во јавноста, би рекла прилично јасно. Одиме сега на посуштинските работи на тема што е она што ќе се случува во собрание периодот што следи, за да по рекламите заокружиме со владиниот состав и одредени други прашања поврзани со таа тема. Ребалансот на буџетот е едно од, би рекла, верувам дека е еден од приоритетите што ќе го спроведе новиот пратенички состав, бидејќи де факто состојбата на буџетот е катастрофална. Кога би можело да се очекува? Па веднаш после формирањето на владата, распределбата на собраниските комисии, председатели, членови, заменици, председатели и заменици членови, тоа мора да се случи, бидејќи ние предупредувавме дека ќе наидеме на празен буџет, а го гледавме и периодот кој што оваа техничка влада со министрите на СДСМ и ДУИ го користеше исклучиво за празнење на државните каси. Ние гледаме додека, например, Левица го дига алармот за она што се случуваше во собрание завчера, не гледаме дека реагира за она што се случува, например, на хируршките клиники во Скопје. Нешто многу алармантно. Таму не можат да се оперираат ниту пациенти кои што биле на листа на чекање, им дошол редот, но внимавајте, ние сме држава која што ги виде и Дурмотурс, и Беса Транс, и пожарот во модуларната. Што ќе се случи ако ни се случи некој таков инцидент каде што мора итно да се реагира? Замислете, терциерното здравство не ни функционира. И пазете, сега во парламентот имаме два лика кои што се можеби според мене едни од најодговорните за овој колапс. Ние го поминавме ковидот, поминавме се што не сме замислиле дека може да се уништи во здравството, овие луѓе го уништија. Ако сметаат дека пратеничкиот имунитет ќе ги штити, се лажат. Тие луѓе се многу одговорни. Ние во држава се уште не докажавме, процесот нели е во тек, за она што се случуваше на онкологија. И пазете, сега истото ни се случува на хирургија. Во 21 век, луѓе кои што виведуваа бесплатно ЕУ здравство, хируршки клиники не им функционираат. И раководните лица, имено тоа Наум Стилковски, денеска портпаролот на ВМРО ДПМН. Мора да ја држиме таа тема, затоа што се уште немаме влада, се уште институциите. Добре, не можам логиката да ја разберам и никаквата одговорност на тема во една ваква ситуација вие да заминете на одмор. Еден фин број, би рекла, раководни структури во клиниките. Јас мислам дека тоа ќе им биде одмор можеби за пред она што им следува.
Тие луѓе мора да одговараат. Таа небрежност во здравството, не велам дека само здравството е сегмент. Значи нема сегмент каде што се не руинира. Видовте она што го објави подпредседателот Александар Николовски за тоа што се случува во Рек Битола. Значи апсолутно класична плячка. Класична плячка. И сега тие луѓе да ви зборуваат дека некој го прекршил уставот или некој капитулирал, најмалку имаат право. Тие треба да стојат со наведнати глави и да бројат денови кои ќе бидат повикани на одговорност. Комплетен крах на системот и фактот што вие овие луѓе, актуелните надлежни, чекаат да дојде новата влада и новите институции да бидат преземени, па да им го остават проблемов. Не се замараат никако, ни од далеку, ни од блиску со пациентите кои се којдневно патат. Па ова никаде во светот го нема. Апсолутно никаде. Така, менуваа закони со кои што лажно ветува, во прв момент ми текнува на законот за спорт, нели со оние ваучерите што се направи исто така голем дел во областа на спортот. Клубовите во држава останаа без финансии кои што ги имале планирано за оваа тековна година и велат ќе се спасиме, избори се случуваат, после не сме одговорни. Напротив, тие имаат неисплатени обврски во време додека се власт и се уште се власт. И сето тоа сметаат дека нас ќе ни падне на грб, да ќе ни падне, но затоа велам веднаш мора да се направи ребаланс на буџет, затоа што законски имаме обврска, добар дел да се исплати, но мора да се најде начин. И нека не мислам дека нема да се снајдеме или ќе бидеме затечени. Свесни сме што превземаме, но затоа велам нема кој друг ако не ВМРО ДПМН, затоа народот воопшто не треба да се грижи или да се посомнева во намерите на ВМРО ДПМН. Ребалансот на буџетот е една од првите работи кои следат откако ќе ги формирате и стабилизирате комисиите собраниски. Мислам дека тука го заокружуваме од прилика сето она што планирав да ве прашам на тема собрание. Секако ни останува време по рекламите, бидете тука, останете на Алфа. Добро дојдовте назад, влегуваме во вториот и завршен дел од вечерашново за или против. Интервју со пратеничката од ВМРО ДПМН во новиот пратенички состав во законодавниот дом Дафина Стојановска. Стојановска ги апсолвиравме, како што и се одјави во првиот дел од емисијата, овие делови околу собранието. Може би има нешто кое што ќе го споменеме кон крајот. Има една изјава од изутрината, која што исклучително и многу самоуверено звучеше, иако се обидов да, со оглед на мојата искуствена моќ, да анализирам од каде дојде таа самодоверба на Блерин Беџети. Изутрината на еден национален медиум најави жешко лето од страна на ДУИ, што и да значи сето ова. Навистина се труде во текот на денот да видам од каде ќе истрпат енергијата, што им стои како еве кец во ракав, што би рекол нашиот народ, за да прават во рамки на летото, дали ќе бидат тоа протести, како и да е. Како ова ви изгледа како можно сценарио? Ве плаши можеби ваквата најава? Воопшто, видете, пак ќе кажам, тоа ми личи на последни крици на реални губитници. Еве да подсетам на скоро минато во текот на изборната кампања, кога им беше митингот во Скопје на плоштад. Мислам дека токму тие скандирања УЧК, па дури и председателот на ДУИ кога почна да скандира УЧК, мислам дека ни дадоа додадена вредност нас на изборниот резултат и мотивира и спровоцира не само македонци, и албанци, искра, верувајте ми. Да, верувам. Јас утредента, бидејќи знаете дека живеам во Гостивар, пиев кафе со мој пријател албанец, интелектуалец, возрасен човек, кој што ми вели каде им е паметот. Вели, јас, после се што сум поминал, роден во Гостивар, живее во Гостивар, работи, некој мене да ме повикува да ставам пушка на рамо, далеку од тоа. Пушка на рамо, вели, нека стават внуците на Али Ахмети, фамилијата на Артан Груби, така натаму, и нека одат да гинат. Јас сакам оваа држава да ја видам, да ми даде понуда да дадам свој квалитет, свој допринос со памет, со универзитет, факултет кој што сум го завршил. Затоа велам таквите повици дополнително нам ни дадоа додадена вредност, а како заплашување воопшто не ги гледаме, напротив, како мотивирање.
И добро е, како што велевме, дуи конечно е опозиција, добро е да излезе на улици, да види, но да види како изгледа да се протестира, но се во рамките на демократијата. Бидејќи дуи мои прогнози се дека веќе нема капацитет да собере толку народ колку што собра, сепак тоа го оставам на времето да покаже, бидејќи дуи е конечно опозиција и најдобро би било да биде опозиција која што во парламентот ќе функционира, бидејќи како опозиција парламентот има единствена демократска алатка за да критикуваат власт или да допринесат во креирањето на закони за добробитта на сите граѓани на Република Македонија, и тоа затоа ќе кажам воопшто не плаши. Ако не одлучуваат да ги напуштаат седниците, како што веќе видовме сценарио Ви што на кажав, ги конститутивна... напуштија затоа што ќе треба да зборуваат сами против себе. Што се однесува до идниот владен состав, веќе е јасно дека 11 министерства, клучните во идната влада, ги има ВМРО ДПМН со оглед на бројот на гласови од парламентарните избори, завреди одат 5 ресори и 1 министерство без ресор, значи вкупно 6, 2 министерства за правда и администрација одат кај знам. Имиња, дел од нив веќе излегоа и на некои од медиумите, за некои слушнавме даманти, за некои не. Зошто уште не се објавуваат финално во јавност? Ке можни се се уште измени и промени на одредени... Можни се и затоа не сакаме да бидеме несериозни, се додека конечно не падне договорот, бидејќи нели коалицијата Твоја Македонија предводена од ВМРО ДПМН, движењето Знам и Вреди се во прашање. Уште се разговорите на маса која ќе биде се дефинитивно договорено и која ќе падне договор официјално да се соопштат имињата, тоа и ќе биде. За сега она што е познато, нели ги кажавте поделбата на ресорите, но сепак да оставиме кога ќе излезе официјално соопштение за имињата и за ресорите. За мене како парламентарка многу е битен моментот што нели во изборната програма имавме ветувања за реорганизација на дел од министерствата и за формирање на нови министерства. Тоа ми е следното прашање, Така зашто ви треба измена на закон? Сметам дека прв чекор кој што не може би, туку сум убедена дека ќе биде и пред ребалансот на буџетот е измена на законот за организација и работа на органите на државната управа, бидејќи за да може мандатарот да предложи имиња и ресори, ќе мора и тука да имаме измена. Тој закон се носи со двотретинско мнозинство, имаме за тоа обезбедено гласови, така да само треба да се испочитува и запази процедурата, да се случи тоа и како што кажав, негде прогнозите се на средина на јуни, конечно да биде формирана владата со имиња, со ресори, со премиер и преземена официјално. Преземена и да се започне со она што е ветено. Последните информации од денеска се дека се заокружени првите раководните, да не речам министрите, како имиња договорени. Сега се работи на замениците министри и на други директорски раководни позиции. Тоа е точно? Така е, да, и нели во парламентот треба да следува предлог за подпредседатели, за генерален секретар, за негови заменици, бидејќи се работи за предлогов на закон кој што не мора да доаѓа од влада, туку ќе најверојатно ќе биде како предлог на пратеници, ќе треба заради тој закон да се формира првично, иако ние работиме на тоа и сите собраниски тела да бидат формирани, да се формира првично за овој закон законодавно-правната комисија и комисијата за политички систем, бидејќи овој закон таму припаѓа за разгледување. Дали ве плашат како најголема партија и партија водач во следната влада пораките од Грција на тема според нив гледиштето на непочитување на Преспанскиот договор? Слушнавме и предупредувања со покренување постапки пред меѓународниот суд. Почна откако председателката Гордана Силјановска-Давкова не го употреби терминот Северна пред Македонија во заклетвата, а повеќе се за жестија, би рекла, по јасниот став на Христијан Мицкоски дека нема намера секаде каде што нема потреба да го користи терминот Северна. Дали ве плашат? Не, воопшто не плашат. Јас неколку пати имам кажано, нас најмногу не плаши тоа што нашиот народ, нашите гласачи ќе ни го испратат како порака, како предупредување. Нашиот народ треба да биде сигурен дека ВМРО ДПМН, коалицијата Твоја Македонија, па еве и коалиционите партнери, видовме дека не се точни тврдењата на луѓето од ДУИ дека имале некој меѓусебен предизборен договор, дека нема да влегувале во влада партиите на етничките албанци во држава, доколку не се направиле уставните измени, воопшто не плаши. И токму тоа што го споменува јужниот сосед дека ќе покрене постапка пред меѓународен суд, многу е добро.
да ја чекаме одлуката на меѓународен суд, бидејќи имаме еден источен сосед кој што не почитува донесени одлуки, пресуди на Европскиот суд за човекови права. Така да со двојни аршини, можеби досега се дозволуваше затоа што власта ја водеа СДСМ и ДУИ, но овој пат оваа власт нема да дозволува некој да не третира со двојни аршини. Бидејќи како што видовме Преспанскиот договор имал две страни кои што го потпишале, додека едната страна брзаше и го спроведуваше и таму каде што немаше обврска, другата страна апсолутно немаше покренато. И да, ги очекувам овие теми сега во периодот, бидејќи нели таму допрво следуваат избори, нормално дека оваа тема име и тоа како потребна за освојување на глас повеќе, но воопшто ќе заклучам, не плаши, а добро е да се повикаат да испратат реакција до некој меѓународен суд или преставка или тужба, било што, па да видиме што ќе пресуди меѓународниот суд, истиот тој кој што на пример источниот сосед не го почитува. Велам, во оваа состојба сме доведени, оваа подчинета, разочарувачка, омаловажувачка состојба само заради погрешните, погубните политики кои што СДСМ ги водеше, ДУИ ги раководеше и сето тоа беше сметка на граѓаните. Зборувам комплетно. Една страна се етничките македонци, кај што е зачнат нашиот идентитет, нашето национално достоинство, а друга страна комплет. Значи, оплячкани се сите, и албанци, и македонци, и турци, и роми, нема некој кој што не кука. И сега овие луѓе да ви говорат за некакви си договори, сите тие договори се прво нечесни. Прво се далеку од јавноста, далеку од најголемата опозицијска партија, тогаш ветувања на работи кои што воопшто немале гаранција дека ќе ги спроведат, како што тоа се виде овој пат со обидот за втори уставни измени, така да народот воопшто не треба да се плаши, следуваат, како што кажав, промени не само на подрачјето на Република Македонија, промени на европско, на светско ниво. Народот на Република Македонија треба да биде спокоен, мирен, никогаш нема да биде разочаран, изневерен или да се најде во состојба нешто да му биде подметнато, нешто што ние не сме го испланирали и ветили, а да го реализираме. Сведоци бевме дека токму тоа го правеа овие од власта во заминување. Се што не ветија го спроведоа. Свесно го оставив ова прашање како последно, зошто? Бидејќи не сме там лично како новинар после толку години и правам проценка дека не би требало во состојба во која што се наоѓа државата да ни биде приоритет. Приоритет, велам, таква перцепција наметна изминатата до сегашна власт, дека заради проблемите со соседите ние немаме раст економски, ние немаме капитални инвестиции, односно не ни влегуваат странски инвеститори и така натаму. Ајде тоа да го разобличиме, би рекла за крај, како последно прашање, може ли да пркне економски оваа држава без при тоа да треба да се починува на ветата и да треба да се плаши од соседите, од Грција, од Бугарија? Можеме ли да успееме да се рестартираме, зборам пред се економски, бидејќи парите и сиромаштијата е најголемиот проблем, или проблем број 1. Точно, да, сите анкети тоа го говорат, не партиски, значи зборуваме за анкети од независни куќи, така мора да се започне со тоа. Знаете, беше риториката на изминатата власт таа. Ние не можеме да мрднеме, бидејќи ние не можеме да влеземе во ЕУ заради Бугарија, сега заради Грција. 7 години, кажав, беа доволен период, ништо не направија, не помрдна, не чекор напред, туку не вратија три назад, не вратија пред да се осамостоиме. До толку беа неспособни. Не можам да кажам неспособни, колку повеќе интересот им беше за лични богатења. Вие се сеќаваме, ковид пандемијата ја искористија како оправдување дека заради ковид пандемијата ние не сме немале економски напредок. Па и војната помеѓу Украина и Русија ја искористија, заради тоа сме ние во криза. Држава богата со води, со шуми, да има проблем со струја, да има проблем со храна, со земјоделско земјиште, само е резултат на некапацитет на влада која што видовме кои биле најголемите интереси и затоа сега Али Ахмети и не знам дали Ковачевски, Заев секако заврши со владењето во СДСМ, но оставија големи последици. Никогаш нема да им ги заборавиме, но ние нема да започнеме со тоа што овие направија, како функционирале. Ние ќе започнеме со тоа како ние ќе функционираме и од старт започнуваме со економски препород на оваа држава. Можно е, имаме во најава реструктурирање на министерства,
10% намалување на јавни институции, дел од нив ќе се преточат, укинување на заменик директорски места, така да има. Македонија има надеж, само немала соодветни луѓе на соодветни места кои што можат да и го направат името големо, како што е нашата историја голема, затоа што сме, за жал, наназад децении сме биле лажени, изневерувани, разочарувани и доведени во еден очај. Сметам дека оваа власт дури и очајот како последен џокер го имаше, во надеж дека очајниот народ нема да излезе да ги казни, напротив, им се случи тоа што им се случи, така да најдобро би им било, би им препорачала да се помират со тоа дека се дефинитивна опозиција и најдобро е да бидат глас на опозиција, не опозиција која ќе бега или која ќе молчи, а пак не би рекла дека и опозиција како левица, инсталирани и платени да прават циркузи во собранието, а видовме дека еден мандат го искористија буквално за ништо. Дафина Стојановска, прво ви честитам уште еднаш за новиот парламентарен состав, ви посакувам среќа и успеси за доброто на Македонија. Благодарам многу, тоа ни е намерата. И ви благодарам уште еднаш за ова интервју. Почитувани, вам ви благодарам за довербата. Се надевам дека уживавте. Следите го и утре во истиот термин политичкиот магазин за или против со Анастасија Илиевска. Добра ноќ.